Македонско радио, Радио 2. А сега и за Плутон, дали е Плутон на планета или не? Видете, Плутон сега по ново, мислам 2004 година се направи една нова прераспределба нова, дали Плутон е планета или не. Мислам за мене тоа е едно, што знам, едно непотребно одвојување на планетата Плутон. Не сега на кратко мислам ќе кажеме за оваа планета. Таа е осма. Значи во периодот од 1979 до 1999 беше осма планета и после тоа прејде како последна девета планета. Планета која што ја мереа неколку пати, едно десетина пати и секогаш ја правеа се помала и помала. Причина за тоа беше што тоа светлото што доаѓаше од таа планета беше залепено и светлото од низиниот сателит Харон. Така да по сега по некое најново мерење испадна дека оваа планета е 2200 километри има диаметар и дека на низиното на некаде на околу 19.000 километри се наоѓа еден сателит по име Харон. Значи, е планета или не е, да видиме. Видите, не, знаете што, кога се работи за планети, има он не спаѓа ни во редот на земјаните планети, значи како Меркур, Венера, Земја и Марс, ни како гасовитите планети. Значи се наоѓа со некоја нова распределба и мене не ми е јасна баш која, као некои планети од Плутонов тип или некои мини планети, џуџести планети и сам не знам. Мислам, иако да, во последно време џуџеста планета. Да, иако он да речеме, добро, си постои некои формули за тоа што некое тело треба што некоја планета треба да направи за да биде планета. И така да што знам, мислам... Одговорот е нешто меѓу... Нешто измеѓу, мислам, што се однесува до мене, јас би сакал Плутон да се остане планета, односно на распределба која што беше направена уште од 1930 година, кога беше откриена, нели, од италијанскиот астроном Томбо. Мислам... Но уште неколку децени веројатно ќе останеме ете така меѓу, па на крајот веројатно и кимнаме конечна дефиниција. 22 часот и 2,5 минути. Со малку за заснување од некои 150 секунди, еве сега најавуваме нашиот хит неделник. Македонско радио, Радио 2.